13 капитални инвестиции кои што се градат во моментов. Градежништвото е главен двигател на таа економија. Ако сакате, ако реплицирате, можем да ви ги прочитам сите до еден. Кој пат, зашто, кој тунел, до каде, која должина, каде пруга. Затоа Србија оваа година ќе има пат од 2,5% и со таа големина на економија, ние ќе имаме 4,9%, а затоа до година Србија прва ќе излезе од оваа криза и дури ќе има, мислам, нека и одреден суфицит, ако не во буџетот, а ние ќе бидеме во длабок минус. Знаете што е проблемот со даночната евазија, со даночната наплата? Вие кажавте заедно со премиерот Заев во дискусијата со Меѓународниот монетарен фонд дека можноста на Македонија за наплата е 37%, односно дека во оние ненаплатени средства од даночната евазија ни лежат од 700 милиони до 1 милијарда. Тоа е така. Ама еве тука има луѓе кои што имаат искуство во управата за јавни приходи, жалам тука што повеќе со нас не е колешкава Сања Лукаревска пона да потврди од прва рака, даночната евазија се спречува преку систем, господине министер. Ако вие им понудите можности на оние кои што евазираат, како да ги уплатат тие средства во буџетот. Ако вие направите систем на репресија и почнете да ги казнувате, вие логично тоа уште повеќе ќе ја зголемите даночната евазија. Вие не можете со казни, делумно да, ама оние кои што сепак не плаќале данок ќе го продолжат тоа да го прават. Ама ако им понудите вие системско решение, тие луѓе ги уплаќаат своите даноци. Капитални инвестиции. Не е ова играчка, го видов тој планот, механизмот за контрола на капитални инвестиции, па тоа изгледа вака, има 4 квартали, па првиот квартал ако не си добар, те казнуваме, парите ги носиме на друга институција, повеќе треба одговорност да се понесе. Не е ова играчка, некој ќе го оставиме таму 4-5 години, цело време ќе има реализација на 15-20%, првиот квартал нема да биде добар и ние ќе му ги одземеме оние средства и ќе ги додаваме на оние институции кои што добро реализираат. Па ако така направите, тогаш не знам како ќе ги извадите или ќе ги амнестирате од одговорност, условно кажано, Министерството за транспорт и врски, јавно предпријатие или оние други кои што во суштина на нештото име да реализираат капитални инвестиции. Тој што не реализира капитални инвестиции треба да си оди. Значи човекот не работел. Кажав зашто не се реализираат капитални инвестиции во држава, заради тоа што е слаб техничко организацијскиот аспект. Луѓето ниту може да ги испланираат, а тоа што е испланирано не може да го завршат. Ние нема да ги наградуваме нив, оваа е држава, тоа треба да иде напред. Не ги реализира добро капиталните инвестиции, човекот нека си замене, нека дае некој што знае. Заради тоа што се надевам дека знаете што правите, по овој систем тогаш требаше целата влада да даде оставка, затоа што оваа година чиниме има само 40% реализација на капитални инвестиции и тогаш Благој Бочварски, по овој критериум, апсолутно немаше шанси човекот да биде министер за транспорт, затоа што реализацијата на капиталните инвестиции во Штип му е катастрофална. И пак ќе повторам, комуницирам со бројки кои што ми се достапни и кои што ги продуцираат владините функционери. Кажавте вака, загубарите треба да се продадат за да се реализира одреден бенефит. Господине министер, не се продава државен имот во криза. Зошто? Заради тоа што цената му е намалена и вие нема да можете да наплатите соодветна сума. Ако се продаваат овие загубари, која ќе биде нормална ситуација, ако сакате да ги продавате, ако не сакате да ги развиете со добар менеджмент или преку јавно-приватно партнерство, тогаш треба да се продаваат кога не е криза за да може да се прибави уште поголема цена. Тука има едно прашање. Ако се продаваат само загубари, зошто општите со јавноста дека ќе биде ставен на продажба Македонски Телеком? Јасно е кажано дека се испитува можноста, ќе се провери системот од округло па на ќоше, дека ако има потреба, ќе биде ставен на продажба и останатиот дел од Македонски Телеком и замислете за да се прибави дупката на буџетот од прилика 300 милиони евра. И понатаму тука има едно друго прашање. Продажба на државно земјоделско земјиште. Не знам тоа дали го пропуштивте или намерно не го кажавте. Тоа не го прави никој. Има неколку фактори. Треба да размислите зошто досега никој во оваа држава не му текнало да приватизира државно земјоделско земјиште. Сметам дека со овие аргументи уште еднаш ќе се вратиме на првичното тврдење дека овој буџет нема да понуди нова димензија, дека овој буџет нема да понуди излез и дека овој буџет нема да ја запре кризата во која што влегуваме како држава од аспект на економијата. И тоа не е заради одредена пандемија и тоа не е заради некој друга причина, затоа што тоа го има кај сите, туку тоа е заради целиот систем на управување и заради неспособноста да се воочат овие работи колку што може побрзо да се санираат. Знам дека ќе кажете дека тоа е така од секаде, ама еве ви посочив еден позитивен пример, ако сакате и подетално можеме за тоа да дебатираме, поспремен сум за Србија. Кажав како тие луѓе ќе се извадат.
имаат 11 или 12 проекти од аспект на капитални инвестиции и инфраструктура кои што овој момент не им се запрени и ми тераат. Имало светот и вакви моменти и оние кои што се стручни и експерти за вакви ситуации го имаа дадено одговорот. Тоа се капитални инвестиции, странски директни инвестиции и дигитализација. А ако ги провериме ние тие ставки во буџетот, ќе видиме дека секаде има кратење. И затоа велам дека тој буџет е правен без концепт, господине министер. Реплика барам министерот за финансии. Благодарам. Ќе користам кратко само за да објаснување некои работи. Прво, кога реков дека економијата не е екзактна наука, мислев на економската политика. И секогаш има можност да се објаснуваат работите на различни начини, да има различни опции за постигнување на одредена цел. И таа дебата е легитимна и продуктивна. Тоа го кажав доколку не сум бил доволно јасен, еве го повторив. Значи, во делот на среднорочната рамка, мислам дека таа е тука и со јасните позиции на тие 4 столба како тоа може да се постигне. Секако и тука во контекст на економската политика и дебатата може да имаме дискусија и различна расправа во однос на тоа дали ќе се постигне тој раст, но сепак имаме визија, имаме нешто на што може да разговараме, што досега не сме го имале при буџет. Трета работа што исто така би сакал спомнам, значи кога кажа во однос на сивата економија. И спомнав дека тоа е во согласност и во разговорите идејата пред се произлегува од стопанските комори за намалување на неформалната економија и тука секако влегуваат не само контролните механизми, туку влегуваат и начините на мотивација на нивната вклученост во формалната економија. Значи, едно за сите нас е јасно. Се што излегува надвор од даночниот систем, од формалната економија, значат помалку пари за проекти од јавен интерес, за тоа што ние денес зборуваме тука. И во тој дел, јас на една прилика, на една ТВ дебата го кажав тоа. Главната цел е да се зголеми опортунитетниот трошок на тие што се во неформалниот сектор, односно трошокот, ризикот да биде поголем од приносот. Тоа значи да имаме механизми и мерки од страна на контролата за трошок и од страна на мотивација за принос. Значи тоа е идејата, че има и од една страна и друга страна. Ја во интерес на времето можеби испуштив некои работи, не ги кажав, но еве че имаме неколку дена можност за дискусија. Во однос на инвестициите и реализацијата за механизмот. Ово е прв напор или можност да воспостави некаков механизм. Можеби не е најидеалниот, но е нешто што не ја загрозува реализацијата на инвестициите во буџетот. Значи нема да биде ограничување во однос на реализација. Но денес зборуваме за ваков механизам што тоа ќе биде транспарентно на буџетските корисници, раководителите, носителите на тие функции ќе се соочат со тој факт, ќе им се одземат средствата. Значи ќе имаме механизам на кој одговорноста ќе се зголеми кај нив. А покрај тоа, покрај квантитативниот механизам што го кажавме, че има и квалитативни индикатори. За и пошироката јавност, претпоставам вие како пратеници би имате информации и ги следите и во други земји, како што е во Европска унија. Например, во директоратите на ниво на Европска унија и во други земји, и во Велика Британија и Германија и други. Има она што се вика сличен модел на 3-месечно ниво се реалоцираат средствата. И тоа предизвикува, мотивира подобро планирање, краткорочно планирање на реализацијата на капиталните расходи. Значи, ова што го правиме, нешто што го прави Европска унија и другите земји. Прилично механизмите се многу слични на ова што го поведуваме, а веројатно ќе видиме од аспект на имплементација дали ќе има потреба во иднина какви ќе бидат ефектите, но секако ќе ја зголеми одговорноста и транспарентноста во реализација на овие капитални инвестиции. Во однес на државниот капитал, тоа што го кажав во смисла на оптимално користење на јавните ресурси, капиталот и во однос на финансирањето, значи има повише механизми, не е само делот на продажбата на државниот имот, тоа не се прави во период кога
со единствена цел за финансирање на буџетскиот дефицит. Јас кога ги спомнав пред се тие компании што прават загуба, тоа значи дека е дополнителен товар за буџетот. Меѓутоа, исто така, зборуваме за раст, зборуваме за инвестиции, зборуваме за буџетот една страна, зборуваме за јавен долг кој не треба да се зголеми, зборуваме за многу работи кои се соочуваме денес, па буџетскиот дефицит што го имаме денес не е ради тоа што за овие 2 месеци како министер за финансии дојдовме до таква идеална креативна идеја да зголемиме дефицит. Тоа е ради ситуацијата што е со ковид ситуација. На светско ниво било која земја земете, во Европска Унија, па и на светско ниво најдете земја која во овој период не го има зголемен буџетскиот дефицит. Дури и ММФ кажа дека фискалната рамка во овој период пред се треба да го поддржи растот. Ние сме тука поамбициозни во делот на фискалната консолидација, дури и поамбициозни од тоа што се предлага од ММФ. Но ради другите аспекти, што ние исто така излегуваме на финансиски пазар со задолжување, сакаме да дадеме една јасна слика дека ние сме сериозно заинтересирани покрај растот да поддржиме и фискална консолидација, која меѓу друго со кредитниот рейтинг во овој период што се задржа на исто ниво, сепак е некое признание што на крај не е корист на една влада или друга влада, еден министер или друг министер. Тоа значи поевтини пари за граѓаните на Република Македонија. За сите овие проекти ние сме принудени да се задолжиме, ради тоа што во нашата економија со децении назад ние реализираме, трошиме повише од колку што може да создадеме преку природа. И таа е равенката. Тука се слагам. Значи, кога сме кај броките, таа е равенката. Од едната страна, од левата страна треба да се изравни со десната страна. Ако на левата страна немате доволно приходи, ќе се задолжите за расходната страна да се покрие. Тоа е, нема трета. Значи, тука, кога сме кај бројките, точно, екзактни сме, но прашањето е какви варијабли ќе ставиме во равенката и како ќе ја изравниме равенката, која на крај треба да генерира раст, на која ние сме амбициозни, дека може, има капацитет нашата економија со развоен модел, долгорочно фокусирање, да создадеме капацитет на повисок раст од тоа што сме го имале до сега. Ви благодарам.